Култур дневник на телеканал А1. Почитувани гледачи, добре дојдовте во него. На почетокот најава на дел од содржините кои следуваат. Расте бројот на земјоделци, но не и на површини под органско производство. Анализа на органскиот сектор. Годинава во Гевгелиско ќе се наводнуваат 890 хектари земјоделско земјиште. Гевгелиско поле подготвено за новата сезона. По 73 години Македонска филхармонија доби нов објект. Отворањето заокружено со одличен концерт на солистот Симон Трпчевски и диригентот Владимир Ашкенази. Македонската филхармонија по 73 години постоење доби собствен објект во центарот на Скопје. Се градеше 7 години, а инвестицијата е 37 милиони евра. Новиот објект се протега на површина од 12.400 квадратни метри. Има две сали, голема со капацитет од 1000 места и мала повеќенаменска сала со капацитет од 310 места, опремени со најсовремени сценско-технолошки системи за врвна акустика. На отворањето осем председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, премиерот Емил Димитриев и министерката за култура Елизавета Канчевска-Милевска, присуствуваа и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, Сашо Мијалков, како и поранешните министри Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски. На отворањето дојде и поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски, пратеникот Крсто Јовановски, градоначалниците Коце Трајановски и Вица Коневски. Материјалите кои се употребени во големата сала и архитектонската пластика возможуваат врвна акустика. Во составот на големата сала е содржано и студио со режија, опремено со комплетна современа аудио и видеотехника, која ќе се користи за продукција и снимање на музичките настани. Во објектот се обезбедени сите предуслови за подготовка на програмата на институцијата. Изградени се посебни простории за вежбање на солистите и индивидуалните групи, како и придружни административни простории, сите функционално поврзани на 3 нивоа. Објектот поседува и кафетерија, музичка продавница и паркиралиште за вработените. Во целиот процес на градба на објектот велат дека се испочитувани сите програмски цели и барања на вработените во филхармонијата. Набавена е комплетно нова опрема за музичарите, столчиња во зависност од типот на инструментот, стативи и држачи за инструментите, посебни шкафови за одлагање и чување на инструментите, држачи за партитурите и светлосни тела на нив. На вчерашниот концерт беа изведени дела од Трајко Прокопиев, суита број 2 од балетот Лабини Дојрана, Сергеј Прокофјев, концерт за клавир и оркестар број 3 во Цедур, Опус 26 и од Петар Иличејковски симфонија број 5 во Емол, на која како солист настапи Симон Трпчевски под диригентство на Владимир Ашканези од Русија. Чувството е некако во овој момент измешано, значи неизмерна среќа, возбуда, гордост, многу емоции, поради тоа што дури некако и сме се уште не можеме да биме свесни дека ова навистина е нашиот дом, ова е навистина зградата во која што ние ќе престојуваме и ќе работиме во иднина. Навистина сум многу среќна што јас заедно со моите колеги вработените во Македонска филхармонија од овој момент па натаму ќе имаме прекрасни услови за работа, ќе имаме прекрасни услови за музицирање, за музичка креација и верувам дека сето она што досега сме го работеле и не можело поради тоа што не сме имале соодветен концертен простор, соодветен акустички простор, дека сега во овој простор, во ова преубава акустика, дека ќе имаме можност да ги дадеме своите врвни резултати. Талир, Траекторија и Тревник се објави 3 нови финансиски истраги, од кои 2 се за незаконитости во постапка на градење. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева побара од новото парламентарно мнозинство продолжување на мандатот. Талир, Траекторија и Тревник се новите истраги. Според специјалната јавна обвинителка станува збор за финансиски истраги. 2 се за незаконитости во постапка на градење. Јанева, осем што побара продолжување од новото парламентарно мнозинство, рече дека 55% од прислушуваните разговори кои ги поседуваат сега не ги се разгледуваат и дека работат на случаи отворени врз основа на веќе обработените податоци. Како што информира обвинителката Фетај, истрагата Тревник
опфаќа основано сомнение за кривично правни дејства на 3 лица за изградба на 3 викенд куќи во општина Зелениково, без според неа да имаат право на ваква градба, односно градење без одобрение за градење. Истрагата траекторија пак е отворена против 4 службени лица, поранешни високи владини функционери, осомничени за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластувања од член 353 став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Според Фетаи, постои основано сомнение дека четворицата поранешни владени функционери во втората половина на 2012 и во текот на 2013 година презеле повеќе действија со кои во постапка за избор на компанија за изградба на автопатните делници Миладиновци, Штип и Кичево Охрид ги искористиле и пречекориле своите овластувања. Нанеле, наведе Фетаи, штета на буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 155.117 евра и за истиот износ на компанијата изведувач и овозможиле да се стекне со имотна корист. Талир е третиот предмет во кој, како што рече обвинителката Фатиме Фетаи, станува збор за незаконско финансирање на политичката партија ВМРО-ДПМН со осомничени вкупно 14 лица. Фетаи појасни дека за прво осомничен за злоупотреба на службена положба и овластување председателот на партијата, кој според неа од 2009 до крајот на 2015 година овозможил финансирање на партијата спротивно на законските одредби. Посочи дека прифатил незаконски средства за финансирање на политичката партија наместо тие, како што е предвидено во законот, да ги врати на лицата од кои потекнуваат или да ги уплати во буџетот на Република Македонија, кои понатаму ќе се користат за хуманитарни цели. ВМРО-ДПМН е политичка партија која действува и ќе продолжи да действува врз основа на закон и само врз основа на закон. И тоа е потврдено од сите институции надлежни за проверка на финансиското работење на политичките партии. Ова го истакна Емил Димитриев на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН, која водеше заедно со Никола Поповски и Антонио Милошовски. Еве дел од изјавите. Сите обиди и политички памфлети, чија цел е да се представи некакво наводно незаконско работење на ВМРО-ДПМН, на раководството на ВМРО-ДПМН и на членовите на ВМРО-ДПМН се неточни. Невистинити и енергично и безкомпромисно ги отфрламе во целост. Обидот на СДС и нивната партиска испостава СЈО, без докази, без факти и без аргументи, да изврши компромитација и отстранување на ВМРО-ДПМН е многу опасен и погрешен пат. ВМРО-ДПМН жестоко ќе се спротистави на овој обид за уништување на партијата, а СДС и СЈО ќе бидат единствено одговорни за атмосферата која ќе биде предизвикана во следниот период и во која ние ќе се спротиставиме на неправдата и неправото. Целта на СДС и СЈО е да се скрши ВМРО-ДПМН, единствената политичка сила која се грижи и која ги брани националните, државните и граѓанските интереси, со цел да се скрши Македонија. Јасно и гласно, со чест и со достоинство, порачуваме дека ова нема да помине. Финансирањето на ВМРО-ДПМН е реализирано согласно закон. Целокупниот имот на ВМРО-ДПМН е законски стекнат. Имотот на ВМРО-ДПМН се користи за извршување на партиските функции. Случајот кој СЈО го нарекол траекторија е уште еден доказ дека се работи за обични извршители на Зоран Заев и СДС и дека е уште еден политички предмет. Целиот случај е базиран на измислени тврдења. Првата инсинуација со која се обидува да се креира случај е дека во целиот случај наводно била предизвикана материјална штета од 155 милиони евра. Штета не постои. Целта на ваквата комуникација е да се привлече вниманието на јавноста. Се работи за капитален проект од кој имаат корист сите граѓани на Република Македонија. Втората инсинуација која денеска е изнесена за овој предмет од страна на СЈО е дека не бил применет законот за јавни набавки. Во овој случај фактите велат дека Собранието уште во 2013 година донесе закон за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патната делница Миладиновци-Штип и патната делница Кичево-Охрид врз основа на законот за ратификација на договорот за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата помеѓу владата на Република Македонија и владата на Народна Република Кина. Овој закон за реализација на конкретниот проект
како посебен ја исклучува примената на Законот за јавни набавки. За овој закон би нагласиле дека расправа и гласа и пратениците на СДС и пратениците на ДУИ. Првата работа што сакам да ја нагласам, дека од денес па до крајот на мандатот на СЈО ќе гледаме дека оваа институција работи како партиска подружница на СДС. Главната задача на СЈО е да штанца нарачани обвиненија против политички неистомисленици од ВМРО ДПМН, за да му помогне на господинот Заев да спроведува нарачани платформи со создавање на коалиција со партии кои што ја поддржале платформата од Тирана. Сметаме дека ваквото однесување на СЈО е на штета на интересот на граѓаните на Македонија, но во корист на господинот Заев, за да се дефокусира јавноста од главниот проблем во оваа држава, а тоа е правење коалиција со партија која што е поразена на изборите и правење на коалиција на штета на интересите на Република Македонија. Мандатарот Зоран Заев ги почнува средбите со Алијансата за албанците, односно со Зијадин Селах, кој денеска на пресконференција ги оцени настаните од 27 април како реакција на нивното дејствување на политички субјект, што, како што рече, потребите на албанците во Македонија ги преточува во нивни политички барања. Во однос на денешните разговори со мандатарот и претседател на СДСМ Зоран Заев, Села изјави дека сега почнува ново владење во интерес на граѓаните, што ќе биде праведно и нема да ги дели врз етничка или политичка основа и како надеж дека може поинаку и подобро. Од СДСМ информираа дека за време на викендот вршеле консултации во рамки на партијата, а меѓупартиски средби за сега немаат закажано. Од движењето БЕСА велат дека нивните работни групи работеле на усогласување на ставовите по саботните преговори со социјалдемократите. До сега представниците на сите партии изјавија дека не преговарале за конкретни барања, туку за принципите врз кои би требало да биде формирана идната влада. Расте интересот за органско производство, но во Македонија има премалку површини за ваков вид на производство. Изјавија денеска од Стопанската комора. Бранко Атанасов е еден од првите органски производители во Југоистокот, вели дека граѓаните се почесто бараат органски производи. Во земјава се регистрирани 533 фармери за органско производство, најмногу за житни и градинарски култури на вкупна површина од околу 3200 хектари. Само 0,5% од земјоделските површини во земјава се засадени со органско производство. Тоа е малку во споредба со можностите и потребите на домашниот, а уште повеќе на странските пазари за здравата органска храна. Ова беше речено на пресконференција во Стопанската комора, на која беше представена платформата на производителите, преработувачите, науката и потрошувачите. Бранко Атанасов е еден од првите производители на органско производство во југоисточниот регион. Тој со овој похуман начин на производство на храна започнал уште во 2006 година, кога се бележат и првите почетоци на овој вид производство во Македонија. Целта, вели таа, е органските производи се почесто да се користат, а на ова производство да му се даде поголема важност. Формирана е платформа која ќе придонесе за поголема соработка на производителите, преработувачите, науката и потрошувачите. Јас сум убеден дека перспективата е во органското производство, особено што во Македонија има одлични услови за развој на тоа органско производство и за обезбедување на здрава храна. Значи, не е воопшто тешко да се произведе органска храна. Потребно е само малце едукација и малку желба на производителите да преминат од конвенционално во органско. Јас би ги и секогаш ги охрабрувам, ако не е целата површина, барем еден дел, да ја направат органска површина, едноставно да ја видат разликата и во приносите, и во квалитетот, и во приходите на одредена култура која што производителот сака да ја одгледал како органска. Пазарот на органски производи е во подем. Од година во година се зголемува побарувачката на органската храна, што значи пласман
има обезбеден. И секој што ќе се реши да биде органски производител, најмалку треба да размислува за пласманот. Затоа што не тој да бара пласман, туку него ќе го барат и неговите органски производи. Бранко вели дека со добра земјоделска пракса и со добра нега се добиваат квалитетни производи, иако мошне мала е разликата во приносите меѓу конвенционалното и органското производство. За некој продукт да се смета за органска храна, тој мора да се добија со следење на овие правила. Производителот мора да поседува сертификат за органско производство. Површината на која се одгледува органската храна најмалку 2 претходни години не смее да биде третирана со недозволени препарати. Таа површина мора да има јасно означени граници, растенијата да се заштитени од можна контаминација од препаратите кои се користат во соседните површини и се мора да биде во склад со природата. Годинава во Гевгелиско ќе се наводнуваат 890 хектари земјоделско земјиште. Водата за наводнување ќе се обезбедува од хидромелиоративниот систем Гевгелиско поле, од природните водотоци, како и од малите акумулации кои моментално се санираат. 890 хектари земјоделско земјиште ќе се наводнуваат годинава во Гевгелиско од регистрираните 2000 хектари. Оваа година во план е да се наводнуваат помалку хектари од половината, соопштуваат од подружницата Јужен Вардар од Гевгелија, која е дел на водостопанство на Република Македонија. Според надлежните, водата за наводнување ќе се обезбедува од хидромелиоративниот систем Гевгелиско поле, како и од повеќе други извори. Водата за наводнување ќе се обезбедува од хидромелиоративниот систем на Гевгелиско поле и тоа од повеќе извори. Во прв ред од природните водотеци, потоа со зафаќање на вода од реката Вардар преку помпи, како и од малите акумулации Топлик Дос и Богородица. Има изведено за наводнување уште 2 такви акумулации, Топлик 1 и Топлик 2, меѓутоа не се во потреба поради тоа што не се во добра состојба за да можат да собираат воду. Инаку пред почетокот на сезоната за наводнување следи акција за чистење на отворената каналска мрежа во Гевгелиско во должина од 10 километри, поправка и санација на заватот со флаки, како и на хидротехничката опрема на системот. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во март 2017 година изнесувала 22.445 денари, за 1,8% повисока во однос на март ланската година, соопшти денеска Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на повисоките нето плати во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување 7,5%, рударство и вадење камен 7,2% и уметност, забава и рекреација 6,7%. Просечната месечна исплатена бруто плата пак во март 2017 изнесува 32.999 денари. Во март годинава 1,3% од вработените во Република Македонија не примиле плата. Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче продолжува со низа активности во периодов. Тие се подготвуваат за престојните спортски надпревари кои ќе се одржат во Штип, а ќе се организираат и средби за пензионерите во Конче на кои се поканети нивни соврсници од повеќе општини. Сдруженијето на пензионери од Радовиш и Конче активно продолжува со реализирање на активности на секое поле. Во моментов тие се подготвуваат за учеството на спортски надпревари на републичко ниво. Исто така ќе организираат средба на пензионери од повеќе општини во Конче по повод празникот Свети Константин и Света Елена. Како што истакна председателот на Сдруженијето Јордан Костадинов, пензионерите интензивно се подготвуваат за предстојните надпревари кои на 10 јуни ќе се одржат во Штип. Пензионерите, иако се во повод минати години, имаме олимпијци, поранешни врховни спортисти и сега подготовките во сите дисциплини течаат, од кои 5 во атлетиката доле кај спортската сала и останатите салонски, како ги викаме тука во кругот на Сдруженијето. Се тренира 2 пати неделно,
Тоа значи заклучно со овие уште 5-6 треника завршуваме. Според него досега пензионерите од Радовиш и Конче секогаш успевале да го освојат првото место, па се надева дека и овој пат ќе постигнат добар успех. Се надевам дека и оваа година ќе бидеме меѓу најдобрите. Веќе се подготвени мајците, направени се списковете и квалификација е направено и чекаме да дојде 10 јуни на стадионите во Штип, пензионерите ќе се ги одмерат силите. Како дел од нивните идни активности, председателот го најави и нивното учество на ревиите на песни, музика и игри, кои ќе се представат и на републичките ревии кои ќе се одржат во Скопје. По продолжение на дневникот да ги погледнеме информациите од светот. На вчерашните локални избори за градските совети во Хрватска, Хрватската демократска заедница ХДЗ освои мнозинство во 12 големи градови, покажуваат првичните неофицијални резултати на Државната изборна комисија, пренесува ХИНА. Агенцијата наведува дека Социјалдемократската партија СДП освоила најмногу гласови во 5 и Старскиот демократски сабор и партијата на трудот и солидарноста имаат мнозинство во по еден градски совет, како и 2 независни листи. ХДЗ има мнозинство во градските совети на Крапина, Вировитица, Вуковар, Пожега, Биеловар, Карловац, Госпич, Задар, Шибеник, Сплит и Дубровник. СДП најмногу советници освои во градските совети на Риека, Осијек, Чаковец, Копривница и Сисак. ИДЗ има мнозинство во градскиот совет на Пула, партијата на трудот и солидарноста на Милан Бандич во Загребското градско собрание. На грчкиот остров Родос денеска почнува дводневна конференција за безбедност и стабилност. Тоа е втора таква конференција, првата се одржа во 2016 година, јави грчката телевизија РТ. На конференцијата учествуваат делегации од 18 држави и меѓународни организации. На првата средба учествуваа министрите за надворешни работи и високи владини представници од Албанија, Бугарија, Италија, Хрватска, Кипар, Словачка, Египет, Алжир, Обединети арапски емирати, Јордан, Либан, Либија и Тунис. Целта на конференцијата е да се даде поттик на диалогот за колективно управување со предизвиците во невралгичниот реон на Источен Медитеран, како што се војната, тероризмот и мигрантската криза, а исто така и развивање на партнерства во сферата на економијата, транспортот, енергетиката, образованието и културата. Американскиот претседател Доналд Трамп пристигнува во посета на Израел и на Западниот брег, најавен со неговата мечта да успее таму каде сите негови претходници не успеа да постигнат мир меѓу израелците и палестинците, пренесуваат француските медиуми. Трамп, кој пристигна во Ријад, веќе ги демантира очекувањата за ова прашање, откако на палестинците им даде повеќе надежи од предвиденото и ја разочара израелската десница која беше воодушевена од неговиот избор. Пројавувајќи оптимизам, американскиот претседател за овој конфликт изјави дека е еден од најстарите во светот, дека тоа е најтешкиот договор за постигнување, крајниот договор како што своевремено вети. Ние ќе го постигнеме тоа, кажа тој. Меѓутоа претрпе критики од израелците во врска со изјавата на Белата куќа за крајно чувствителната тема за статусот на Ерусалим. Најмалку 12 лица загинаа, 30 се повредени откако синоќа автобус излета од пад во планинскиот регион на јужниот дел од Мексико во близина на границата со Гватемала. Автобусот паднал во 90 метарски амбис. Несреќата се случи во близина на градот Мотонзинтла, кога автобусот излета од патот и падна во амбис. Патниците се враќале од духовно одморалиште на брегот на Пацификот, соопшти брзата помош на мексиканската сојузна држава Чиапас. А попладне во Струмица ја зафати кратко, локално и нестабилно време со интензивни врнежи од дожд и грмежи. И во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на влажни воздушни бранови, што ќе предизвика времето да биде променливо, облачно и нестабилно. Повеќе врнежи се очекува од утре. Всушност, метеоролозите предвидуваат најинтензивни процеси локално, како и во форма на невреме, да има токму утре. Од среда ќе биде посвежо, а од четврток ќе дува и засилен северен ветер. Поштовани, тоа беше последната информација во ова второ издание на Дневникот 20 часот, е наредниот термин за третото издание на Дневникот. Пријатно!